Почитувани дами и господа, сакам да ја поздравам од моје име и во име на Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија и да се заблагодарам на директорката госпоѓа Слајана Милутиновиќ за укажаната можност да го отворам денешниот семинар во организација на Г7 Македонија, со која имаме многу плодна и ефикасна соработка во изминатата деценија. Во здравството, исто како и во останатите области, се повеќе доаѓа до израз потребата од преиспитување на управувањето во работењето, елиминирање на непродуктивните, непотребни и застарени процеси со акцент на унапредување на административните и логистички процеси на здравствените организации и нивна рационализација. Тоа ја наметнува потребата од примена на автоматско прибирање и обработка на податоците, како и нивна електронска размена базирана врз меѓународните стандарди. Најголемиот бенефит од автоматизацијата и примената на електронското работење се остварува кога сите страни кои се поврзани во тој процес по било кој основ користат стандардизирани структури, односно стандарди разбирливи и препознатливи за сите. Г7 системот развива универзално применливи стандарди за идентификација, стандарден приказ на дополнителни информации, баркодирање и размена на податоците, односно глобално прифаќање на стандардите кои обезбедуваат заеднички јазик во меѓународната трговија и работењето воопшто, исто како и во здравствениот сектор. Целта на семинарот е токму развој и оптимизација на употребата на Г7, глобалните стандарди и решенија, како и зголемување на општата свест за необходноста од примената на новите технологии и методи, тоест електронско работење од областа на здравството и фармацијата. Очекуваните ефекти се унапредување на работата и заедничка соработка на организациите од сите сегменти во здравствениот сектор, нивно мрежно поврзување и пренесување на информациите, при што се намалуваат грешките и трошоците, а се зголемува безбедноста на пациентите. Зголемувањето на свесноста на сите учесници во здравствениот сектор и фармацијата за необходноста од имплементација на светските стандарди во нивното работење е еден од клучните фактори од кои зависи успешноста на реформските зафати кои ги имплементира Министерството за здравство во насока на стандардизација на интегриран информатички систем во здравствениот сектор во Република Македонија поради задолжително прилагодување на европската и светската легислатива во овој сектор. Во рамките на овој проект на Министерството за здравство, за интегрирано здравство, Агенцијата за лекови и медицински средства го надополни регистарот на лекови и медицински средства со сите ЕАН кодови и на медицински помагала и лековите кои се регистрирани во Република Македонија, при што беа внесени повеќе ЕАН кодови на медицинските производи. Пред некоја година беше распишан и тендер за материјално, финансиско и сметководствено работење на сите јавни здравствени установи во Република Македонија. Целта на тој систем е следливоста на финансиите на една здравствена установа да се сигне на ниво на пациент, односно да се знае што е потрошено за еден пациент, независно дали е тоа лек, медицинско средство и медицински потрошен материјал. За да се оствари целта на овој проект, потребно е лабелирање на сите регистрирани лекови и медицински средства и потрошен материјал
што како процес Министерството за здравство и Агенцијата за лекови го започна. Тоа е само дел од процесот кој ќе овозможи следливост на потрошувачката на лекови и медицински средства во Република Македонија, како и заштеди на јавните здравствени установи, правилно финансирање на здравствените услуги според реалната потрошувачка, олеснета следливост на фармаковигиланцата и материјовигиланцата и така натака. За комплетна реализација на овој од историска важност проект со електронското здравство во нашата држава ќе ни послужат и светските искуства, а особено на денешниот семинар ќе осознаеме повеќе за новата генерација на баркодови G7 Data Matrix, кон кои ќе треба производителите да се прилагодат во наредниот период поради потребата од сериализација во фармацевската индустрија согласно европските регулативи. Сметам за многу корисно што ќе бидеме информирани и за искуствата и подготовките за неговата практична примена и кои софтверски и хардверски подготовки се необходни да се извршат. Со ова свечено го отварам семинарот и ви посакувам успешна работа. Благодарам.